Сања Мучкаева-Видановска, писателка, авторка на 6 романи и една збирка поезија. Утрово гостинка во Македонија наутро. Сања, добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток едно стандардно прашање, од каде љубовта да пишувате? Најпрво добар ден и добро утро за некој. Благодарам за поканата. Од каде љубовта? Љубовта се раѓа од почетокот. Таа е можеби во нас вградена, така да тоа е мојот одговор на ова прашање многу кратко. Така, кажете ми колку македонските граѓани, особено младите, сакаат да читаат? Па, според мои сознанија, има кои сакаат да читат, оние кои читаат, читаат, оние кои не читаат воопшто. Па дури ни школска литература, она што им е зададено според образовниот процес по македонски јазик и литература и другите јазици кои што кај нас се изучуваат. Колку читаат? Сметам дека младите читаат повеќе комерцијализирани книги кај нас. Многу малку среќавам млади кои што, па и од возрастната популација, кои што читаат класици, книги со вистинска вредност, кои што никогаш нема да им падне таа вредност, кои што се секогаш, да речам, актуелни во однос на она што се пишувало, во однос на она што оставиле зад себе историски, какви биле приликите тогаш да дознаеме како се живееле, еден Толстој ќе го наведам, или Шолохов, или Зилахи. Тоа сметам дека се чита многу малку кај нас. Сања, кажете ми колку македонските издавачки куќи се заинтересирани да издаваат книги од македонски автори? Издавачките куќи гледат исто од комерцијална страна, значи да се оствари тој нивен профит и тие мора да живеат од нешто, се разбира. Така да гледам дека и има преводи токму на тие книги. Добро, меѓутоа има издавачки куќи кои што одавна ги преведувале книгите од тие класици, меѓутоа тоа е едно како состојба на статус кво. Сега повеќе се оди на тие инстант книги, комерцијализирани, на многу книги кои што се преведуваат, пишува речиси на сите дека се бестселери од Нью Йорк Таймс или од не знам кои други силни јавни медиуми, дали е тоа така, не знам, или е тоа само комерција. Сања, во ведот, во најавата кажав дека сте авторка на 6 романи и една збирка поезија. Што е следно? Моментално работам на еден голем проект, многу интересен, нема да должам многу, бидејќи немаме и многу време. Мојот дедо потекнува од Русија, тој беше емигрант после граѓанската војна, се бореше, беше офицер во царската гарда, значи во Белата армија, така наречена, за цар Николај. И бидејќи не знаев ништо за мојот дедо, тој почина многу млад во Белград. И тоа е, мислам дека ова мој животен проект кој што сега го пишувам, истражував многу долго време, повеќе од 20 години, за да стигнам до сите овие податоци и моментално го работам тоа, веќе сум негде на половина и повеќе. Планирам романот да го завршам ракописот наредната година, потоа да најдам добар издавач, меѓутоа знам дека ќе се преведе на руски јазик, бидејќи повеќе за таму е наменета. Иако историски, како што е носам приказната, како што е вистински историски, го следам патот на мојот дедо, како дошол од степите на Касписко море, дошол до тука, значи се споменуваат сите историски настани од таа борба, војна граѓанска на Белата армија, па потоа на Крим, кримската евакуација, потоа тоа во Константинопол, тогашен, сегашен Истанбул, значи Турција, и тука опишувам, оттаму на островот Лемнос во Грција, па во Бугарија, па на крајот како дошол во Белград, така да тој е еден обемен проект кој што бара голема работа, големо истражување, еве реков
претходно споменав, повеќе од 20 години, за сето тоа да го проучам, да го ставам на хартија, да се поврзам на еден начин со цел тој пат на мојот дедо. И, значи, целта ми е да не пишувам само за него. Да, целта ми е да напишам таа сага емигрантска на секоја војна која што ја носи. Сите војни се страшни, меѓутоа граѓанската војна е нешто што е тешко да се опише. Сакам да оставам со тоа еден печат и една порака дека сепак треба да се свртиме кон нас ние самите луѓето, да сватиме дека мирот и безбедноста се најбитни, дека секоја граѓанска војна е, со прости зборови кажано, глупост најголема, големи несреќи и судбини носи, и тоа го правам преку судбината всушност на мојот дедо кој дошол сам тука и ете успел да формира и семејство и ние неговите потомци да живееме овде. Така, навистина интересна приказна пред се, но и интересна порака што сакате да ја пренесете. Се надевам дека наскоро ќе може да ја прочитаме вашата нова книга. Сања, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Ви посакувам уште многу успешни книги и многу голема читателска публика. Благодарам уште еднаш за гостувањето, за вашата покана.